Јавно нешто досега невидено. Нешто невидено. Да сте рекол господине Блажев, господине Пиперката и останата, нели како што ме нарекуваат. Каков режим на владење ќе воспоставите? Каков политички ориентиран тип сте вие како лично, значи? Вака, јас во тој разговор што го имав со господинот Обама, сватив некои работи и ќе бидам многу либерален во поглед на да, нема да бидам либерално демократски настроен, да не ме сватат погрешно гледачите. Така, ќе бидам либерален кон све. Значи пред се демократијата мора да владее. Дефинитивно непотизамот нема да постои. Навистина. Јас ова го имате веќе аргументирано и архивирано од сега па натаму и ќе може да го пуштите. Јас стојам позади све она што сум го кажал во ова ексклузивна емисија. Во вашата голема корпорација Шуршоц, која вклучува продуцентски куки, понатаму многу, значи мини маркети и слично. Нема вработено роднини, ако не се лажам, нема вработено ни блиски, ни далечни, ни ништо. Никако. Дали смета дека баш ако вработите роднини, дека има конфликт, дека можеби... Дефинитивно. Тоа е тука се раѓаат проблемите кај нас во државата, бидејќи, како што реков, непотизмот. Не можеш да викнеш на твојот близок, а гледаш дека те краде. Тоа е, тука се наоѓа... Сте ми живи господине Блажа, господине Дуња и како и да нарекуваат понатаму. Ајде да видиме што мислат граѓаните за вас лично. Ние го опипавме пулсот на народот околу претседателските избори. Вие останете со нас во продолжение. Зборуваме за тоа дали Панчо смета дека недостатокот од искуство ќе влијае негативно на неговата кандидатура и кампања. Имам исто така, како што кажав, интервју со Есад Рахичи, специјална анализа не само од него, туку и од Студио 2. А сега одиме со анкета да видиме што мислат граѓаните за овој кандидат кој еден на еден го поддржува. Па за Панчо мислам дека ќе гласам. Он е вака помлад дечко и мислам дека ќе смени многу. За Панчо. Панчо... За Панчо сакаме. За Панчо сакаме. Само Панчо и никој друг. За Панчо. За кого ќе гласате на изборите? За никој. Не би сакале за Панчо, можеби? Ја гласам само за, ако дојде, бившиот гувернер на Хонг Конг, господинот Крис Патен. Само он може да не реши. Само таков човек нас не треба. Океј, ви благодарам. За кого ќе гласате на изборите? За Панчо. За Панчо. Па добро, што? За Панчо ќе гласам, да. Председателски избори 2009. Панчо за председник. Да продолжиме со интервјуто. Го имаме Владимир Блажев во 1-1 на А2 председателскиот кандидат на престојните избори 2009 во Македонија, кои навистина се една пресвртница во нашата современа историја како самостојна нели република овој. Како ќе го уредите? Се извинувам што те прекинувам. Не треба, па не треба да биде тоа многу чудно. Видовте, се сврте и се уствари дојде до пресвртници во Америка. Првиот афроамериканец победил, јас ќе бидам првиот музичар што ќе победи. Точно. Ништо чудно. Реално. Воопшто. Понатаму имаме и анкети, односно имаме анализи од навистина експерти кои ќе го потврдат ова што го зборуваме цело време. Како ќе го уредите кабинетот, кажете ми, односно кои ќе бидат најблиските кои ќе ви помагаат во државничките работи? Еве, на пример, кој ќе биде ваш советник за евроинтеграција, бидејќи тоа е едно горливо прашање на македонците? Да, тоа е едно фино прашање од тебе, господине Жарко. Па јас мислам дека би го назначил за тоа место. Не знам дали е тоа во ред сега да го кажам, но ајде, јас ова ексклузивна емисија 1 на 1. Така? Да, и мора да го кажам, тој е господинот Зоран Василевски. Така. Еден од личните и според мене најдобрите водители во моментов. Точно, еден гуру во водителството. Дефинитивно. Секој треба да се стреме кон него. Жаре, верувам дека учиш од повозрастните. На големо. Има ли некој
причини, не знам, освен сепак се работи за евроинтеграција, многу важно прашање за нас македонците. Дали тоа што тој е по либерален тип, можеби по отворен кон нели различни полиња, во неколку наврати се покажало дека навистина тој е одличен контраразузнавач, дека разоткрива, дека се дружи со многу луѓе, дека ги знае тајните. Мислите дека влијае па можеби позитивно тоа на не луѓето? знам. И јас зашто мислам дека он баш човекот за евроинтеграција и Тоа е да биде моето прашање. советник, како што и самиот кажа, Зоки е една многу позитивна личност кој има широк круг на пријатели и секоја работа знае да ја заврши како што му е дадена. Значи, нит преувеличува, дури може да Воопшто се не надевам, преувеличува, се надевам и тие блиски средби што ќе ги остварува со сите надворешни политичари од другите земји, ќе завршат многу позитивно за нас. Така. Како он ќе го изведе тоа е негово право. Не навлегуваме, но мислам дека е многу спретен. Одлично. Понатаму, како одговарате на критиките упатени на ваша сметка? Велат, што ќе прави па тој во политика? Оние злобни јазици, злите јазици, така велат, тој нема никакво место во политиката, зошто не си прави хитчиња и слично. Злобниците тоа го зборуваат. Па, Дали ве видете, погодуваат јас, вас тие зборови? Јас искрено не сум слушнал до сега тоа, но ете вие сте ја воделе ова, една сте направиле анкета, неколку анализи. Јас само ќе им кажам на тие злобни јазици што така зборат, кога ќе дојде моето време, дека они ќе бидат многу среќни. И со тоа јас што ќе го направам за нив, само ќе си го продолжам мојот мандат за уште така. 4 години. И еве им кажувам да гласаат за мене, бидејќи јас сум правиот избор за нив. Нема лоши јазици, све е за Македонија. Одлично. Кој ќе биде вашиот главен адут, што мислите? Главниот адут е дефинитивно искреноста. Реков јас на самиот почеток дека секој граѓанин буквално што поседува пасош, ќе може да си го искаже своето задоволство или незадоволство. На кој начин? Да чуеме. На кој начин? Ја ќе бидам првиот председател кој ќе контактира со сите луѓе. Нормално не можеш да примиш да кажеме 100.000 луѓе во денот, Јасно. но затоа електронската пошта е тука. Мудро. Јас од Мудро 24 часа денот ќе го направам да трае 48 за мене. Одлично. Секогаш. Сакав да кажам, енергично. сакав да кажам дека тоа време кога јас треба да спијам, ќе го посветувам буквално за одговарање на прашањата на сите луѓе што сакаат да кажат нешто. Неофицијално имам слушнато дека сте рекордер по бројот на пријатели на една од тие страни, па дури веќе не можете ни да примате. Едноставно системот не ви дозволува да примате повеќе пријатели. Едно тие дали Facebook или како и да мислите за Facebook. Facebook. За се популарната страна. Така, јас само да те младите коригирам. Во принцип јас никогаш не примам, секогаш давам. Бидејќи сум таков човек по природа, сакам да давам. Така. Да. И еве праќам апел доколку не гледаат модераторите на таа Facebook страна, мене во мојот инбокс и како friend request имам уште 500 луѓе, бидејќи Не одговорени? Не е одговорени. Јас секогаш одговарам.